се наоѓаме на средина на великденските пости, меѓутоа не е доцна да се каже нешто и за Великден, и за значењето, и за јајцето кое што го бојадисуваме, но секако и што значи она воскреснување. Како самите да воскреснеме за време на постот? Така, па, за да имаме правилен однос и кон постот, меѓутоа и кон верата, многу е важно да разбереме тие правила, закони, заповеди кои што црквата ги одредила. Не се за да му ја одземат слободата на човекот. Зашто секоја заповед повеќе треба советодавно да се гледа на неја. Например, кога Бог вели не убивај, не кради, не лажи, со самото тоа не ни дава забрана Бог, туку самото дело, ако го извршиме, ќе биде против нашата природа. А ако поентата на овој живот е да се стекне вечниот живот, тогаш секоја заповед и секое правило не е ограничување, туку патокас кон тој вечен живот. Зашто човекот, ако е реален барем за себе или ако се труди да спознае нешто повеќе од овој живот, секако дека ќе се праша за крајот на животот, што представува, дали продолжува, делата што ги вршиме, дали ќе имаат некакво значење кога ќе дојде крајот. Па во таа смисла, многу е важно човекот тие заповеди да ги искористи во своја полза, за да го извади својот максимум од она што Бог го создаде. Зашто советите доаѓаат од оној кој што ја создаде и душата и телото. Затоа, еве, во однос на постот, многу е важно да не се задржиме само на оној дел што јас не смеам да правам за време пост. Нели, не смеам таа храна, не смеам ова, не смеам ова, она. Многу поважен е оној дел кој што постот не доведува до една состојба на тргнување од задоволства, кои што нас, ако премногу ги конзумираме во животот, не прават себични. Постот не учи да се откажуваме она што само нам ни годи, во името на Бога првин, потоа заради себе да се оттргнеме од нашите гревовни навики и понатаму за време постот, како што има една беседа Свети Јован Златоуст, да се потрудиме да израчунуваме колку сме, например, уштеделе со тоа што не сме јале мрсна храна, па остатокот да го дадеме и на сиромаси. Тоа е оној видлив дел, затоа што храната не е воопшто сметана од нас православните како зло. Па сега многу луѓе ќе речат, јас не сум убил, не сум украл, тоа е доволно, храната нели не внесува зло во нашите усти. Меѓутоа, постот е дисциплина. Вие знаете дека секој спортист има одреден режим на исхрана, на функционирање, на одмор и така натаму. Не случајно и Христос пред почетокот на својата дејност, на својата мисија, тој првим пости 40 дена во пустината. Иако е без грев. Зашто многу пати луѓе кои што доаѓаат во црква и кои што постат, кажува дека добиле приметба од нивните блиски, зошто постиш толку ли си грешен, или зошто одиш во црква толку ли си грешен. Баш напротив, најстрого постеле оние кои што се скоро и без грев, светителите. Христос е без грев во целосна смисла на зборот, а тој не јадел и не пиел. Тоа е природна состојба кога човекот ќе се фокусира на духовното, да заборави на материјалното, на телесното. И на тој начин почнува една потрага кон Бога, кој што постојано околу нас, меѓутоа ги наоѓа во себе оние работи кои што го спречуваат човекот да познае колку Бог нас не љуби. Зашто неговата љубов кон нас е секогаш една те иста, силна, искрена. Меѓутоа, нашиот грев е оној кој што нас ни попречува да можеме тоа да го спознаеме и во крајна мера да се почувствуваме како вистински деца Божји. Не како наемници, не како некои што треба само да се бојат од Бога, да не ги казни или треба да донесат, не знам, чорапи и мајци за да нешто им се случи. Човекот откако ќе спознае каде греши, откако ќе се исповеда пред свештеник, еве и тоа е уште еден услов за човекот да може послободно да пристапи кон светата тајна причест, кон телото и крвта Господови. Да се исповеда и откако ќе започне еден живот на постојано
преумување или покаяние, постојано откривање на работи кои што го држат заробен, а вршејќи ги оние работи кои што го движат кон Бога, самиот почнува да ја чувствува таа Божја љубов која што е постојано до него. Затоа што осознавајќи колку Бог не љуби, почнуваме и себе си повеќе да се цениме. И заради него, и заради нас секако, да се чуваме повеќе. Дури најголемите грешници, ако појдат на таа потрага по Бога, ќе осознаат дека не постои грев кој што Бог не може да го прости. И најмалиот грев е погубен ако го живееме како нормален, како некој кој што одговара на нашата природа. И најголемиот грев, ако го осознаеме дека е причина за да не бидеме во близина на Бога и да не ја чувствуваме таа љубов, и најголемиот грев, ако ќе се покаеме за него и почнеме да правиме дела спротивни од него, постои можност за спасение. Во овој великопосен период, црквата, токму за да можеме да дојдеме до таа состојба на тие познанија, одредила недели кои што првин се пред постот подготвителни и за време постот не воведуваат во таа тајна и на откривање на Божјата волја, и на тоа како делува неговата љубов врз нас кога ќе сгрешиме, како да се искачиме кон таа висина на познание на тие работи. И затоа е битно, многу е важно тој циклус на литургии, или секоја недела што си ги има, да ги посетуваме. Зашто и постот, и молитвата, и нашиот духовен живот не се само наше дело, само на нас нешто да ни користи и ние да добиеме некаква награда за тоа. Животот на секој еден христијанин е заедничко дело во црквата. Токму тоа и значи литургија. Заедничко нешто што го правиме кон Бога. Затоа и постот, и молитвата, и литургиите се за сите нас да не осветат, сите да не спасат. Инаку на секого од нас, ако само за себе го правиме нештото, залуден ќе ни е рајот ако ги нема оние што ни се блиску до нас. Затоа оние кои што постат, оние кои што не знаат како да постат или како да започнат, или можеби поради недоволно силна и волја и здравје, се двомат, нека пристапат кон нас, за да можеме да ги насочиме, да ми објасниме што представува, како да се пости, кој е типикот, зашто повторно, човекот кој што еднаш ќе почне да пости, постот го доживува на многу повисок степен отколку оној што смее и што не смее. Затоа радоста треба да биде плод на тоа постење, на тоа себе свесно лишување од работи кои што се милливи по својата природа, а не возвишува кон созерцание и кон фокус на оние работи кои што се немилливи и кои што секако се важни за наш вечен живот. Сега што се однесува до, ги спомнавте, нели? Символиката, да. Тоа е тема постојано која што, нели, поинтересна ќе биде за оние млади генерации што доаѓаат. Па пред се ќе го спомнеме Христа како центар на целиот Великден, како центар на нашиот живот, како цел кон кој што треба да се стреми секој човек, како треба да личи и како да се однесува, за да може да достигне нешто. Тајната на Бога е таа дека он не посака човекот да умре. Тоа првин треба да ни биде секогаш јасно и кога ќе се случи смрт во кругот на нашето семејство, да не ни биде револтот кон тој врвен авторитет. Крајната љубов Бог ја посведочи со тоа што го испрати својот единороден син да прими природа како ние луѓето што имаме, со неа да учествува во сите страдања што ние учествуваме, да биде измачен, осуден на празно, без никакви докази и на крај да пострада на крстот, за да може да не искупи и од гревовите и од смртта. Не можеше човек тоа да го направи. Зашто не може некој да гарантира за вас пред судијата ако и самиот е грешник. Нема кредибилитет. Па така и не може смртта да ја победи некој кој што и самиот е грешен, што значи инфициран од таа смрт. Затоа Синот Божи, Зборот Божи, Логосот Божи стана тело, доби име Исус Христос и тој без грев
откако беше погребан, воскресна. За преку него и по негов пример, сите и ние да добиеме воскресение. Сега, јајцето кој што го вапцаме, нели, црвено, ја има таа символика на затворен гроб во кој што има живот внатре. Нели, гробот го запечатие со огромен камен, војници го чува, а сепак Христос воскресна. Црвената боја пак е символот на крвта негова која што е пролеана на крстот за живот и за спасение на секој човек и за надеж на секој човек. Без разлика на вера, нација, ако човекот се сврти кон Христа, почне да живее според неговите заповеди, почне да се причестува со Христа, веќе во него почнува да се раѓа надеж за тој вечен живот кој што Христос ни го вети. А ако може да упатиме еден апел до граѓаните да не се плашат да дојдат во храмовите за Великден и било кој ден, бидејќи пандемијата е во ек во моментов, меѓутоа не е толку страшна, дека може да се помолат за своето здравје и да си помогнат со таа молитва, полесно да го поминат целиот овој период. Еве, конкретно денеска, нели, стоиме пред храмот, нема гужва. Ние се трудиме максимално протоколите да ги испроведеме и мора да сватиме едно нешто. Оваа болест е навистина страшна за телото. Многу семејства изгубија своји ближни. Ние сме сведоци зашто кај нас ги запишуваат луѓето тие погребни статистики. Меѓутоа, многу пострашно нешто се случува со психата на човекот. Молитвата нам ќе ни помогне да го надминеме тој дел. Зашто секогаш во животот важи едно нешто. Бог ни дал нам ум, раце, нозе, се што е функционално за да се заштитиме, да го заштитиме ближниот, значи да не избрзуваме со некакви заклучоци дека не постои вирусот и дека тоа е нешто измислено, па верувајте, не еден човек има дојдено да се покае за такво нешто откога ќе им се случи нешто лошо. Меѓутоа, во животот ние можеме да дадеме во тој однос се од нас. Да се штитиме, да се лекуваме, да се храниме здраво, да се облекуваме, затоплуваме. Меѓутоа, во делот кај што веќе не можеме нешто да преземеме, човекот или преминува кон психоза, кон нервоза и неопишлив страв и продолжува така да живее, или треба кога ќе дојде до таква состојба, ако е верник, сето она што не може самиот да го направи, да му го препушти на Бога, па негова волја да бидне. Затоа е важно човекот да не се одделува од молитвата. Посебно јас затоа и постот го спомнав како помошно средство кое што ќе ни помогне да се фокусираме на важните работи. Не само во однос на оваа пандемија, туку и во односот на смртта и во односот на тоа што правиме ние во животот со нашите ближни, со нашето однесување, со нашите мисли какви ни се во главата. Фокусот секогаш треба да биде кон она кој што нема да помине, а тоа е душата. Телото навистина, дали сега во овој период, дали кога годините ќе ни дојдат, ќе не напушти, сепак многу е важно како до тој момент ќе го живееме животот. Дали со вера или во страв. Зашто стравот навистина ништо не помага, додека пак верата изградува и дава храброст на човекот да живее. За да не го покуси човекот оваа пандемија и во психичка гледна точка да стане депресивен, без волја за живот, мораме молитвено да функционираме, да сме живи. Тој дел никако не сме да умре.